Вселенскиот брод Земја, Меркур и Марс. Земја, нашиот вселенски брод. Добродојдовте на едногодишно патување околу Сонце. Сега сме тука. Земјата не носи по својата орбита од пролетната рамноденица на кај летната долгоденица на 21 јуни. На секој 4 месеци се сретнуваме со Меркур. Проблемот е што Меркур е премногу блиску до Сонцето. Не се оддалечува, па во поголемиот дел од времето е скриен од светлината на Сонцето. Кога Меркур е блиску до Сонцето, не го гледаме од сјајот. Сонцето изгрева практички кога и Меркур и ја осветлува атмосферата. Меркур веднаш исчезнува во плавото небо. 4 месеци порано, Меркур беше подалеку од Сонцето и можевме да го видиме. Еве што се случуваше во текот на 4 месеци. Меркур многу брзо се движи по својата орбита, но требаше само 3 месеци за да го заобиколи Сонцето и да стигне тука. За тие 3 месеци Земјата помина само четвртина од орбитата. Месец дена покасно, Меркур зајде позади Сонцето. На таа етапа Меркур излегува половина час пред Сонцето. Има време да засие и можеме да го видиме пред да зазори. Меркур многу брзо се движи по својата орбита, но многу бавно се врти околу својата оска. Гравитацијата на Сонцето ја забавува Меркуровата ротација и деновите таму се многу долги. Еве како астронаутот би поминал еден ден на Меркур. Напладне е навистина врелина, 400 степени Целзиусови. Меркур брзо се движи по орбитата, но бавно ротира. Тука астронаутот би го видел заоѓањето на Сонцето. Астронаутот поминува на ноќната страна и почнува долгата ноќ. Ноќта трае цели 3 месеци. Дури и кога Меркур ќе ја заврши орбитата, астронаутот е се уште на ноќната страна на планетата, на која е минус 150 степени Целзиусови. Само храбро, до изгревањето останаа само 6 недели. Конечно, повторно е на сончевата страна, а пладне ќе биде за 6 недели, после 2 полни орбити. На Меркур денот трае 2 години. Каква неволја за астронаутот. Насред ден небото е црно, нема воздух, ни плаво небо, а Сонцето понекогаш излегува тогаш кога би требало да зајде. Меркур бавно ротира и Сонцето го стигнува. На смртта Никола Коперник жалел што не го видел Меркур. Оваа недела е годишнината кога Коперник умрел во 1543 година. Истата година го објавил своето изворедно откритие. Сонцето и планетите изгледаат како да се вртат околу Земјата. А всушност Сонцето е во средината. Планетите не се вртат околу Земјата, туку околу Сонцето. И Земјата исто така. Гледајќи како Сонцето, звездите и планетите се вртат околу нас, сме мислеле дека ние сме во центарот. Со Коперниковото откритие се сменило. На ова патување настојуваме да го поврземе тоа што го гледате на небото со тоа што го открил Коперник. Секоја втора година, во лето, можеме да го видиме Марс. Секогаш е малку пожолт од звездите. Марс нас ни е блиску, на соседната орбита.
Тоа е единствената планета која ротира со истата брзина како Земјата. Неговата оска е навалена како и Земјината. Во лето, северниот пол на Марс е навален на кај Сонцето како и нашиот, а во зима е во сенка. Ледените капи кои ги покриваат Марсовите полови растат и се смалуваат зависно од годишните времиња. Да, на Марс постојат годишни времиња. Подолго траат од што на Земјата затоа што Марс го заобиколува Сонцето за 2 години. Бидејќи Марс е подалеку од Сонцето од што Земјата, таму е многу ладно, помеѓу минус 90 степени и минус 130 степени Целзиусови. Го нарекуваме црвената планета затоа што неговата камена површина е прекриена со дебел слој на железен оксид, црвена рѓа. Марс е најсличен со Земјата. Таа е единствената планета која ќе можеме да ја посетиме во блиска иднина. До тогаш ќе праќаме роботи. За пат на Марс е потребна висока технологија, но маршрутата ќе ја одредиме со помош на пресметките од 17-тиот век на Јоханес Кеплер, бидејќи тој открил дека планетата колку е поблиску до Сонцето, побрзо се врти. Во Сончевиот систем не се патува по права линија, туку по елиптични орбити. За да се прати брод на Марс, треба да се најде орбита која се вклопува во природните орбити на Земјата и Марс. Марс мора да биде пред нас. Бидејќи е побавен од Земјата, нашите астронаути можат да го стигнат во точката каде што нивната орбита ја пресекува орбитата на Марс. Патувањето ќе трае 9 месеци. Потоа астронаутите ќе имаат неколку месеци за да го истражуваат Марс, додека Земјата и Марс не дојдат во права положба за враќање. Патувањето назад ќе биде побрзо. Додека се приближува до Земјата, Вселенскиот брод ќе лета на кај Сонцето и ќе добие забрзување како да оди по надолница. Јоханес Кеплер сето ова го предвидел уште во 17-тиот век. Следната недела Хајлоповата комета прелетала покрај нас крајот на март во 1997 година, додека се оддалечувала и исчезнала позади Сонцето и станала за нас невидлива, но ние ќе ви ја покажеме. Следната недела, кога ќе ја посматрате месечината, ќе ги видите и планетите. Ќе дознаете зошто Венера е ѕвездата деница, но и вечерна ѕвезда. Кога ќе ја погледнете месечината, ќе го видите и Јупитер. Секој месец доаѓа до средба помеѓу месечината и Јупитер, но сетете се дека месечината е блиску, а Јупитер е многу далеку. Кога ќе ги видите како заедно поминуваат преку небото, размислете за тоа дека Јупитер е 2000 пати подалеку. Ќе ве однесеме таму, па дури и подалеку, на кај ѕвездите, за да ви покажеме колку се недостижни. Светлината од ѕвездите патува до нас со илјадници години. Некогаш е таа светлина закривена од сончевата маса, како што топката прави лак. Идната недела ќе ја разберете Ајнштајновата теорија на релативитетот. До следната недела, среќен пат на Вселенскиот брод Земја.